февруари 2018 година сум председател на фудбалскиот клуб Кожув. Ова репортажа претпоставам дека ќе долови многу моменти од твоето председателствување, значи од тој 1 февруари па до денес. Ќе видиме каква е ситуацијата и сега, меѓутоа во овој временски период, краток временски период како председател, со што се соочи? Значи кои се тие проблеми на кои што наиде? Да, па вака, фудбалскиот клуб Кожув имаше една успешна сезона, значи 2017 есенскиот дел и 2018 пролетниот дел. Беше окей, поминавме добро и во клубот, значи организирани сме нормално колку што ни дозволуваат финансиските услови со помош на општина Гевгелија, кој издвојува добар дел од финансиите. Тука ни помагаат и приватни спонзори, значи кои учествуваат исто така со финансии, и така наоѓаме средства, пари за да продолжиме една успешна традиција на фудбалскиот клуб Кожув. Имаме, значи, организирани сме, мислам, добро. Во тој дел сите структури се опфатени, освен првиот тим што е сениорскиот тим, имаме и млади категории. Тоа се некаде околу 150 деца поделени во 4 категории, тие се, што имаме 5 тренери обезбедено во тие млади категории. Освен, значи, овој терен што сме денеска во Гевгелија, користиме и теренот во Мрзинци. Значи таму тренираат младите категории, сите има обезбедено превоз до таму и назад. Во скоро имаме и веќе и опрема добиено, односно преку спонзорство ја набавивме, значи комплет, тие се 150 комплета опрема, значи од најмалечките па до највозрасните првиот тим. Во тој дел мислам некој ќе функционира, така да задоволни сме како одат работите. Значи убави работи колку што слушнав од твојата изјава. Би сакал пак да те вратам на финансиите. Велиш дека општина Гевгелија е тука, меѓутоа и приватни фирми, односно компании, институции и така натаму. Колку излегуваат во пресред? Затоа што знаеме дека Кожув имаше турбулентни периоди, значи секој пат не се знаеше на што е, како е. Сега сте во втората лига Исток, нели? Колку и како реагираат, значи, нашите институции кога се работи за единствениот фудбалски клуб во Гевгелија? Да. Па вака морам да ви кажам дека за жал бидејќи Кожув долги години се надпреваруваше, меѓутоа беше понизен кран, почнувајќи од општинска лига па до трета и сега втора лига, нели? За жал дел од тие приватни спонзори што помагаат и се надевам дека ќе помагаат понатаму и ќе имаме нови спонзори. Мислам дека има некое чувство кај тие луѓе, тие спонзори, дека се уште не се даваат парите, односно на право место. Се уште мислат дека е, не знам, Кожув поготово како бунар без дно, да кажеме дека парите се фрлени за џабе, што јас и по оваа репортажа сакам да ги известиме, да ги убедам дека не е така, дека сите средства, сите пари што доаѓаат од овие приватни спонзори, донации и се што има, се употребуваат строго наменски. Значи, ние сме јавно, транспарентно работиме, секој кој што сака, кој што може, кој што ќе даде, ќе има увид во целата работа. Значи, тука нема ништо скришно, нема ништо тајно, ова е јавна работа, се гледат успесите, се гледат работа, се гледа резултат, така да сакам и преку оваа репортажа да ги сите тие спонзори приватни што сакат и што мислат и што може да дадат, значи нека поведат ова на стадионот, да видат како ние функционираме, како ние работиме и се тоа што сакат, што им лежи, да прашат и да видиме да функционираме како еден тим за што подобар, што поубав успех да има и ние како клуб и како град, како општина Гевгелија. Затоа сме тука. Да, меѓутоа тука и само ќе те надоврзам, држи заклучокот дека доколку нема финансии, нема спорт. Значи спортот пред се во последните години, последните децении го држат пред се парите.
фудбалскиот клуб Кожув ова година значи има амбиции да биде во горниот дел на табелата, како и прошла така и оваа година. Акцент се стави на ова година повеќе и на млади возрастни категории. Условите, како што гледаме, значи фудбалска управата, од страна на управата на фудбалски Кожув ни овозможува да кажам фантастични услови за работа. Сите играчи работат максимално, одговорно, под палка на шефот Васи Бекјаров. Мислам да ги извршуваат сите претпоставени задачи. Се спремаме, значи напорно се спремаме за оваа сезона. Нормално дека од прошлата и оваа година имаме амбиции во горниот дел на табелата, па ако не и на првите две позиции кои што водат во повисок ранг, тоест во првата лига на Македонија. Така, очигледно е твоето задоволство од работењето, односно од тренирањето во Кожув се гледа, нели? Меѓутоа, би сакал нешто друго да те прашам, значи, колку години веќе тренираш? Колку години си во фудбалот? Да, во фудбалот јас сум од постојан, кога знам за мене. Значи, во фудбалскиот клуб Кожув, од самото нево ново формирање, како да кажем, овие 2,5 години, 3, сум од самиот старту овде, почнувајќи од 4-та лига, бараш 3-та лига, 2-та лига и сега дај Боже хубаво да оди со неговата 100 годишна прослава 2022 да може да одиме и ги англиската публика и народ да ги израдуваме со влегување после долго време, да кажем, мислам 93-94 година Кожув беше последен пат во првата македонска фудбалска лига. Сакаме, значи, на ова, значи, вера наша публика да им пружиме задоволство да играме во највисок ранг. Али тоа е, значи, со макотрпна работа, со многу залагање, со многу работа да стигнеме едно скалио погоре. Значи, тоа е желбата на сите играчи овде, па се надевам дека ќе се остварат нашите амбиции. Какви се плановите за во иднина, значи од твој аспект, значи од твоја гледна точка, затоа што раководиш со фудбалскиот клуб? Значи вака Кожув пред се базира, морам да кажам дека приоритет исто така се и младите категории, значи од тука ги црпиме сите надежи на фудбалскиот клуб Кожув, затоа што овие 2 години ние можам да кажам слободно дека над 90% работиме и тренираме и играат наши, односно зборам наши фудбалери од Гевгелија, од општина Гевгелија. Така да и во иднина ќе го практикуваме тоа нешто. Основни услови за работа што треба да ги има еден предсе спортист или фудбалер, да кажем, им овозможуваме по тој дел да бидат перфектни тие работи. Така да рековте имате надежни гевгеличани, меѓутоа колку што разбрав претходно Кожув е засилена со нови играчи. Кои се тие и од каде? Засилена со нови играчи, значи во моментот од екипата што ја имавме во пролетниот дел си заминаа тројца играчи, тие се во други клубови веќе. Имаме околу 5 или 6 во моментот, затоа што се уште чекаме потврда, односно регистрација од нивните клубови, документи, така да во моментот имаме тројца играчи што се веќе наши регистрирани играчи. Меѓутоа, колку што можев да прочитам на вашата веб страница, имате играчи кои што, како што кажа и ти самиот, потекнуваат од Гевгелија, тројца од јуниорската екипа. Да, точно имаме веќе и поголем дел, околу 6-7 души што потекнуваат од младинскиот погон, вклучени се и тие исто така со тренинзи во првиот тим, така да и претходно кажав дека се базираме повеќе на тие млади школи, млади генерации, затоа што мислам дека фудбалскиот клуб Кожув иднинта и како костур што е на клубот треба да претендира пред се од нашето поднебје овде тука, затоа што и реално гледано да кажеме, сите други играчи што доаѓаат од страна и нормално и финансиски се повеќе треба да бидат платени и затоа се насочуваме кон, па ќе кажем, тие наши млади категории. Тука доста труд вложуваме, доста енергија вложуваме, доста време ги немаше тие категории, беа изгубени, сега повторно сакаме да ги вратиме назад со тоа што ви кажав, набавивме опрема, комплет за сите и така се трудиме. Јас ќе направам мала дигресија. Кога се работи за овие млади деца кои што тренираат, на почетокот од разговорот нешто кажа, значи постојат повеќе категории, колку деца од прилика? Значи се преку
Кожув. Да, тоа е се преку Кожув. Значи, ние вкупно со првиот тим сме околу 150 луѓе инволвирани во оваа работа, а конкретно околу 120 деца, млади категории имаме. Тука имаме 5 тренери кои се вклучени на тие млади категории кои што работат и тоа е тоа. Горан Јанкулов, секретар на фудбалскиот клуб Кожув. Горан, Кожув го очекуваат, предпоставувам, предизвици. Јас претходно кажав, веќе некои информации течат на Facebook страната, на веб страницата и така натаму. Кажи ми нешто повеќе околу засилувањата кои што ги имате во оваа нова сезона која што предстои пред вас. И кои се тие предизвици што ве очекуваат? Па од последната седница на управниот одбор на клубот, амбициите на клубот се да стане стабилен второлигаш, со акцент ставен на младите категории, значи зајакнување на пионерско-младинската школа на клубот. За тоа поднесовме официјално барање и до Фудбалска федерација на Македонија. Нашето барање е на дневен ред сега на 19 на седница на управен одбор. Бараме да не вклучат во втората по квалитет пионерско-младинска лига со 5 категории, 4 категории, значи младинци, кадети, пионери, помлади пионери и петлиња, вклучени во систем на надпревари. За таа цел се имаме, значи ги исполнуваме сите услови, немаме никакви проблеми во тој дел. Критериуми исполнуваме, имаме помошни терени, работиме тука на инфраструктурата. Тоа е околу младинската школа, што се зборуваше на седницата на управен одбор. Околу засилувањата за сениорската екипа, па пошто политиката на клубот е да ги враќа играчите кои што се надвор од Гевгелија, а потекнуваат од нашиот клуб, се врати Томица Петров од Грција, од странство. Он е еден од засилувањата. Живко Димитров дојде тој од Миравци, беше во Работнички, во Беласица, сега се врати и он во Гевгелија. Ангажиравме, пошто сме дефицитарни со шпици играчи, побаравме помош од Академија Пандев, ни пратија еден младински репрезентативец, Емир Скендери, кој што добро се вклопува исто во нашата екипа, релативно млад играче, бидејќи шпицот кој што ни беше Даниел Лазаревски замина на проба и се надевам дека ќе заврши работа. Последните информации кои стигнуваат до нас е дека ќе биде ангажиран во Швајцарија. Уште тројца играчи се регистрирани, тоа е Пеев Лазар, исто потекнува од Валандово, Никола Костадинов од Валандово се врати од Кочани, дојде, ни пристапи во клубот. Значи, правиме една конкурентна екипа и се надевам дека ќе се бориме за горниот дел на табелата. Но рече дека Даниел замина, уште кој замина од клубот? Па замина Раде Ристенски на негово барање, сака да исто во август ќе оди на проба во Германија. Ако не заврши работа, рече дека ќе се врати. Меѓутоа, како клуб му посакавме се најдобро. Документи кои што зедоа официјално, кои што се заминаа од клубот, најавија заминување и Роберт и Ристе Папучиеви. Меѓутоа, немаат побарано документи, не знам дали ќе одат во друг клуб, од приватни причини рекоа дека ќе студират. Тоа е, преговараме уште со двајца-тројца играчи, ќе има некои изненадувања голиви, меѓутоа тоа со документација што е пристигнато до мене како секретар на клубот за регистрација, тие се засилувањата, значи 5 нови играчи има, се заминаа официјално двајца. Подобрување и околу терените на кои што играат фудбалерите. Нормално, предпоставувам и дека нашите гледачи следеа дека се поставија и столчиња, односно
колку толку инфраструктурата претпоставувам дека задоволува. Нешто околу ова, затоа што ти самиот ни рече дека ти си одговорен за инфраструктурата на игралиштето, односно стадионот. Да. Па работиме секојдневно на подобрување на инфраструктурата. Секојдневно критериумите кои што ги налага Фудбалска федерација на Македонија се зголемуваат, па така се трудиме и ние да ги пратиме тие критериуми. Имаме прекрасна соработка и не дуваме на разбирање од општина Гевгелија и од спонзорите околу клубот што се. Значи наскоро ќе почне да се задоволуваат останатите критериуми кои што треба како второлигаш да ги исполниме со паднатиот зид од невреме што падна треба да се изгради пошто е низок и планираме во догледно време да изградиме вециња тоалети за публиката. Околу теренот се работи секојдневно, значи економите на клубот секојдневно сервисираат, секојдневно бараме мислење од агрономи за тоа и е во добра кондиција за ова време. Значи тоа сите го збора дека и од ФФМ беа во ревизија, се поставија бусени зимата, сега во ноември месец веќе почнавме да работиме на поставување на систем за наводнување со тајмери. Работиме, се работи. Ќе бидете запознаени. Иднината, односно новата сезона, што очекувате, што би можело, не можеме да биме пророци, меѓутоа? Да, во новата сезона, значи, нормално се зависи до финансите. Ние како што сме сега организирани си и со овие финанси, значи, пред се сакаме да бидеме стабилни второлигаши. Значи, нашите амбиции се тука нега околу второ, трето место да бидеме, значи, не набоне глава есенскиот дел, нели, за излегување и тие работи. Значи сега за сега тоа ни е амбицијата. Дај Боже, ако се укажат можности повеќе ќе напредуваме и ќе одиме понагоре. Меѓутоа ќе кажам сега за сега амбицијата на ФК Кожув се да биде стабилен второлигаш. Видете, јас сум секогаш оптимист кога е во прашање Кожув, посакувам, значи да се бориме за првите две места. Имаме конкурентна екипа, работиме на уште некое засилување да донесеме, ако успееме. Има најави за уште еден наш играч да се врати во клубот од странство. Ако успееме и со него, ако се договориме, мислам дека ќе бидеме доста конкурентни, па на радост на вас, меѓутоа на радост и на Гевгеличани. На Гевгеличани, така. Благодарам за разговор.